Лист продукција, во сопственост на невенчаната сопруга на режисерот Игор Иванов Изи, Марија Димитрова, се сомнечи дека земала државни пари со фалсификат документи. На скандалите во Агенцијата за филм им нема крај. Според истражувањето на ТВ Алфа по 2017, оваа институција очигледно влегла во лажен филм дека е над законите. Покрај десетици сомнежи за незаконско делење на народни пари, судирни интереси и непочитување на законот, според надзорниот извештај на Министерството за култура, тие толерирале и апликации за продукција на филмови кои содржале фалсификувани документи. Иако инспекторот утврдил дека филмскиот продуцент Лист продукција доставил неточни податоци, односно дал изјава со невестинита содржина, управниот одбор на Агенцијата за филм ниту расправал за потребата од преземање на конкретни дејствија за давањето изјава со невестинита содржина од страна на филмскиот продуцент, ниту пак донал некаква одлука во однос на овој продуцент. Инспекторите од култура утврдиле дека со цел правата од филмот Сестра да преминат од режисерот Дина Дума кај Лист продукција, во прашалникот навеле неточни податоци за да го изиграат законот за филмска дејност. Во документот пишува дека тоа се случувало бидејќи дел од продукцијските куќи биле повластени. Па така, за наводното давање изјава со невестината содржина на продуцентската куќа Банана Филм, управниот одбор на агенцијата во 2023 решил да се запре финансирањето на сите проекти на оваа продуцентска куќа во сопственост на Милчо Манчевски. Ваквите постапки упатуваат на очигледна селективност при постапувањето на управниот одбор на Агенцијата за филм при носењето одлуки кои се однесуваат на различни продуцентски куќи, со што се нарушува основниот принцип на еднаква примена на законите кон сите продукциски куќи. Од Алфа ТВ испративме и барање за став до компанијата Лист продукција, но одговор не добивме. Инаку, оваа компанија, во сопственост на Марија Димитрова, партнерка на Игор Иванов Изи, од основањето на Агенцијата за филм, односно изминатите безмалку 10 години, од државниот буџет инкасирале околу 85 милиони денари, односно скоро 1,4 милиони евра. Успеси на конкурсите имаат особено по 2017, кога некои години добивале поддршка и за повеќе од еден проект, а особено плодна им била 2022, кога се закитиле со 44 милиони денари од државниот буџет за филм насловен Белиот, во режија на Игор Иванов Изи.